Екокер Германија во рамките на проектот ја предводеше делегацијата составена од релевантни институции, ресорното министерство, Министерството за економија, Националната федерација на фармери, двете пратенички од македонскиот парламент, АПРЗ, а и ние. Значени искуства од Словенија во нешто значи развој на задругарството и кај нас во нашата држава, кое што веќе започна во 2012, имавме различни ситуации, но еве, благодарение на Европската Унија, проектите кои што ги имаме преку КЕР, ќе се направи, се надеваме, нешто повеќе. Затоа што добивме како искуство и како впечаток, ќе поразговараме со Менде Ивановски, кој што е председател на Македонската асоциација на земјоделските задруги. Таа веќе неколку години постои, но што е направено досега, зошто имаме секогаш некаков застој, ќе се тргне со некаков проект и застануваме. Каде е проблемот, каде вие би го лоцирале, а секако и за идната стратегија, активности кои што ги имате зацртано, благодарение и на овој проект, но некогаш треба малци повеќе иницијатива од нас самите. Добар ден, ние еве преку проектот кој го имаме добиено од КЕР Германија Луксембург, имавме можност да бидеме неколку дена во студиска посета во Словенија, да ги видиме искуствата на нивните задруги, како функционираат. Тоа е нешто што се гледа спрема нивните показатели финансиски, меѓутоа сакавме реално да видиме дека тие земјоделци се здружуваат и преку здружени настапи биваат многу големи финансиски бенефити. Сето тоа треба сега да го пренесуваме во Република Македонија, како преку промена на законската регулатива, така и преку програмите кои треба да се изготват во Министерството за земјоделие за поддршка на земјоделските задруги. Се надеваме дека представниците кои беа присутни од Министерството за земјоделие ги увидоа овие можности што тука се представуваат и дека и во Македонија ќе треба да се направат напори да се поддржат земјоделските задруги, како финансиски, меѓутоа и со многу други мерки, преку кои мерки земјоделците ќе го видат бенефитот. Досега во Република Македонија се формираа задруги, меѓутоа тие задруги многу малку покажуваат економски бенефит за членовите, а воедно и преку тие земјоделски задруги не може да се покаже дека го разрешуваме проблемот на земјоделците. За таа цел проектот од КЕР Германија Луксембург работи на изготвување на нов закон за задруги и преку тој закон ќе се проба да се донеси некоја законска регулатива, преку која регулатива точно ќе се издефинира што здружуваат земјоделците кога влегуваат во задруги и како преку тие задруги ќе може да го пласираат својот производ и многу полесно да набавуваат репроматеријали. Дали нешто можеме веќе да го вградиме и од словеничките искуства? Мислам дека не е доцна околу подготовките на законот, бидејќи ќе биде дадени на јавна расправа. Па, еве имавте можност да видите и денес во Задружниот сојуз на Словенија, каде што председателот Петар Вирс прифате да го разгледа нашиот закон, да дадат и нивни сугестии и видувања каде треба да се подобри истиот закон, по барање на пратеничката Прентович, прифатено е нивното учество во законот и се надеваме дека во најбрзо време ќе ги имаме нивните видувања и сугестии каде треба и на каков начин да се помогне при промена на истиот. А она што ние го видовме, што е она што вие веднаш го забележувавте, тоа беше веќе забележливо, нели, околу тоа да се реагира на нешто, што е она што ние можеме да го пренесеме. Видовме, бевме и во Стопанската комора, односно Земјоделската комора. Ние прво видовме тука дека чадор организациите се организации за кои организации нема разединување меѓу нив, нема едноставно препукување која организација е помокна, која треба повеќе да ги представуваат земјоделците. Сите организации се тие организации кои ги застапуваат интересите на производителите. А производителите сепак не настапуваат самостојно, него одат здружени, дали преку задругите или членуваат во Стопанската комора земјоделска, преку кои комори влегуваат во законодавниот дом и со нивни барања ги промовираат барањата на земјоделците. Сегогаш ете имавме и посетата и во парламентот, видовме дека сугестиите кои доаѓаат од организациите кои се чадор организации на земјоделците се прифаќаат и дека заедно ги разрешуваат сите проблеми. Тоа е нешто што воодушевува,
во Македонија сме далеко од една таква ситуација. Да, имаме јавни дебати, меѓутоа на јавните дебати секогаш се поканети одреден број на организации. Треба да се расчисти кои организации се репрезентативни, само тие организации да бидат организациите кои ќе го промовираат. Повеќе учествува на невладениот сектор? Па невладиниот сектор мора да биде вклучен во изготвување на сите законски решенија кои се носат, меѓутоа не само на законските решенија. Мора да бидат вклучени и невладините организации во изготвување на програмите, преку кои програми се дефинираат и субвенциите и поддршката што се дава на земјоделците, меѓутоа сепак ќе треба и да се има и казнени решенија каде што се јавуваат злоупотребите. Во Словенија не слушнавме дека има злоупотреба на тие финансиски средства и дека на некој начин се бара да се враќаат таквите средства. И не размислуваат на укинување на задругата? И распродажба на имотот? Имаше едно такво прашање. Вчера поставив и такво прашање, дали земјоделците размислуваат ако дојде до ситуација да се ликвидира таа задруга и да се расформира, што ќе поделат? На нив едноставно не му беше прифатливо таквото мое прашање и едноставно кажаа дека за тоа и воопшто не разговараат. Не размислуваат за ликвидација и за растурање на нешто што добро функционира. Кои се следните активности на Македонската асоциација на земјоделски задруги, што е она што вие треба да го направите наскоро? Преку поддршката од проектот која добивме како чадор организација за развој на задругарството во Република Македонија, добивме 90.000 евра, кои 90.000 евра треба да се реализираат за 18 месеци и во него имаме изготвено бизнис план, преку кој бизнис план ќе треба точно да ги сработиме тие активности, а во тоа пред се имаме вработување на 3 лица кои ќе бидат во канцеларија во Скопје сместени, која канцеларија ќе биде секој ден отворена за потребите на земјоделците кои сакаат да се здружуваат во задруги, да им се помогне на секој начин, како правна помош, така и логистичка поддршка при регистрирање на истата задруга. Ќе имаме и повеќе активности во делот на едукација на земјоделците и организирање на повеќе работилници, преку кои работилници ќе се дефинират се што ги интересират членовите во асоциацијата, а тоа се тие 36 земјоделски задруги кои во моментот се членки на асоциацијата, тие ќе дефинираат кои програми треба да бидат разгледувани и коментирани и со тоа ќе имаме обуки и во делот на изготвување на бизнис планови, обуки во делот на тоа како жените да бидат промовирани во земјоделството, а и преку нивните активности кои ги имаат во земјоделието, жените би можеле да се здружуваат и во задруги. Тоа ќе е една и од активностите како да ги промовираме жената од руралните предели, да биде многу поактивна, а таа е и вака активна во секторот земјоделие, меѓутоа на јавна сцена да се покажува сето тоа дека жените од руралните предели едноставно го организираат животот на земјоделците во населените рурални места. И животната средина не е заборавена, екологијата? Животната средина е ставена и таа во бизнис планот, ќе мора точно да се знае. Еве и денес имавме можност да видиме дека во Словенија се изготвува брендови, меѓутоа тие брендови точно се дефинирани за да имаат и заштитата на средината. Не може да се изработи еден бренд без да се внимава на заштита на средината. Дали преку ѓубрење, дали преку користење на инсектициди, пестициди, сето тоа ќе мора многу да се внимава. Свеста се зголемува, но потребна е и промена на менталитетот и начинот на размислување. Се согласивме сите, гледајќи како словенците, иако имаат помали можности за производство на храна, добро живеат од земјоделството. Сигурноста што ја дава задругата е моделот кој што одлично функционира. Предноста е очигледна, а можноста за развој на македонските задруги што се нуди со овој европски проект треба да се искористи. Овој видео и аудио материјал е подготвен со помош на Европската унија. Содржината на овој материјал е единствена одговорност на КЕР и МРФП и на ниту еден начин не може да се смета дека е одраз на гледиштата на Европската унија.